Ние, Европскиот парламент, покажуваме продолжителен, континуиран интерес за Македонија. Ние ќе го покажеме истиот и во иднина. Важно е Македонија да остане на европскиот пат, да го задржи, и важно е вие, македонците, да градите врз овој политички диалог и договор помеѓу овие политички партии, кој што се вика договорот од Пржина, и да ги исполните сите услови од овој договор. Јас би сакал да кажам дека Македонија е променета суштествено од мојата прва посета во оваа земја минатата година, кога почнавме овој политички процес и нашето учество во тој процес. Многу работи се постигна од тогаш. Многу важни одлуки се донесоа. Политичките партии има докажано дека тие можат да соработуваат меѓу себе, дека можат да најдат договор и да постигнат консенсус кога се работи за најважните прашања за оваа земја и за незината иднина. Се разбира дека човек може да види на сите состаноци кои што ги имавме, можам да кажам дека многу состаноци имаме во изминатите 2 дена, може да се види дека се уште постојат разлики, дека постојат различни гледишта, што се однесува на тоа колку брзо динамизмот и динамиката на реформите би можела да биде, и дека има и други обзервации кои што ги имаме. Ние не наидовме на еднокласност, кога например што се однесува на ситуацијата со медиумите, можам да кажам дека тази ситуација не е задоволителна. Би сакале повеќе транспарентност да постои, да има повеќе простор за медиумите, постои недостаток на комуникација, исто така на демократска размена на идеи преку медиумите, и тие што се јавни и приватните медиуми, и ова е многу важен недостаток за демократски систем на вашата земја. Така да многу може да се направи, многу може да се испорача, и многу конкретни чекори може да се преземат во следните неколку недели и месеци, се со цел да се подобри состојбата во медиумите, и исто така да се подобри улогата која што медиумите имаат да ја одигруваат во една демократска држава. Се разбира дека има и други прашања кои што ние ги дискутиравме, ги разговаравме веќе долго време. Се разбира, тоа е прашањето за изборите и за изборниот процес и самото започнување со различни контроверзии за избирачкиот список и за други реформи кои што треба да бидат преземени и испорачени во оваа сфера поврзана со изборите. Меѓутоа, јас би сакал да застанам тука со тоа дека ние очекуваме дека Македонија ќе продолжи на патот на реформите. Значи, многу малку реформи се испорачени до сега, некои други чекори беа преземни, други прашања кои што беа усогласени со задоцнување, се разбира, понекогаш навремено испорачувани, меѓутоа многу често со задоцнување. Меѓутоа се уште има еден процес кој што продолжува, и јас мислам дека може ова да го прифатиме или да го гледаме како позитивен тренд. Меѓутоа, времето треба да се искористи рационално, и се разбира дека политичките партии треба да бидат посветени на главниот и најважен интерес на земјата. Јас можам да ви ветам дека Европскиот парламент ќе биде присутен тука, ќе биде интересиран во овој процес. Ние исто така повторно ќе дојдеме, и исто така
дадеме извештај на нашите колеги во Европскиот парламент, исто така ќе бидеме во контакт со другите европски институции, посебно со Европската комисија. И исто така, значи имаме заеднички интерес и заеднички јазик и нашиот интерес е, се разбира, да имаме демократска Македонија како една земја членка на Европската унија. Ви благодарам.